Актуелната состојба во Бугарија директно ве засега и вас. Бугарското МНР испорача 5 точки кон Македонија, во кои што би рекла централната тема сте токму вие, македонското малцинство во Бугарија. А може ли еден ваш став во однос на она, сега ќе го цитирам, Македонија конечно да ги повлече своите малцински побарувања од Бугарија? Да, вие сте сосема во право, на вистина суштинскиот проблем меѓу Македонија и Бугарија е македонското малцинство и не само во овие 5 точки, исто така и во меморандумот што беше порано и во декларацијата на парламентот и така натаму. Се што бара Бугарија од Македонија се објаснува именно со тоа што таа сака на некој начин да гарантира дека никогаш нема никој да подигне прашањето за македонското малцинство и дека таа ќе може слободно да не асимилира до крај како што веќе го прави 50 години. Тоа е суштината. И барањето за јазикот има иста основа, како што тоа беше признаено во меморандумот, бидејќи македонскиот јазик се зборува и во граничните на Бугарија области, тоа е во Пиринска Македонија, ако се признае како посебен јазик, тоа е основа да се бара малцинство. Затоа Бугарија на секоја цена бара да нема македонски јазик. Исто така и промените во историјата гледате дека сите се во насока да биде така преуредена историјата што да е невозможно да се зборува дека се појавило македонско малцинство во Бугарија. Политика што почна во 1963 година и се уште нема политика на асимилација на малцинството. Тука треба Европа навистина да се замеша, а не да дозволува Република Бугарија да претвара својата антималцинска политика, да ја претвара во услов за влегување во Европскиот сојуз на трети земји. Да, и вие самите споменавте дека имате пресуда која што ја имаат европските високи инстанции, меѓутоа Бугарија смета дека вие како организација, како македонско малцинство сте штета за нивниот устав. Се добива впечаток дека токму тие работи одстрана и бараат поголемо внимание за вас. Докаде е пак македонската држава? Каква комуникација имате со македонските власти во Бугарија? Реално со македонските власти во Бугарија. Реално со македонските власти нека да има комуникација. Од многу години македонските власти се силно исплашени од Бугарија, од нејзината перманентна закана дека ќе блокира еврочленството на Македонија. Тоа не е од 1, 2 или 3 години, тоа е од многу поодамна. Практично од моментот кога Бугарија влезе во Европскиот сојуз. Во истиот момент Бугарија јасно каза дека ќе блокира Македонија ако Македонија не прави тоа што Бугарија го сака. И тоа сега Бугарија да вистина го прави. Она кое што мислам дека е голема грешка на македонските власти е дека тие едноставно неглижира прашањето за македонското малцинство и колку е болно тоа за Бугарија. Македонија не се грижеше за македонското малцинство, не се интересираше од него, гледаше да не ја нервира Бугарија и сега ефектот од сето тоа е што сега таа е блокирана и Бугарија се изживува буквално со македонската држава. Во моментов Бугарија поставува силни ултиматуми на адреса на Македонија при тоа откажување од историјата, превземање на историски личности и бришање на македонското малцинство, јазикот пред 45 година. Како гледате еден ваков сублимат на актуелната состојба, во какви услови вие живеете во моментов во Бугарија? Ние одамна живееме во тешки услови во смисла во Македонија во Бугарија е направено така да биде срамно и дури на некој начин не сосема безбедно да се бидеш јавно македонец. Треба да го криеш тоа нешто, бидејќи по автоматизам секој што тврди дека македонец е третиран како или национален предавник, или како човек со ниско образование и нисок интелект, или воопшто платеник на странски служби. Тоа по автоматизам се таква атмосферата овде. Македонците се постојан објект на говор на омраза, подигрувани и смејувани, нели без можност да се одговара на таквите обвиненија, нема начин да регистрира своја организација, никоја партија не го представува никаде и воопшто сме подложени на постојана асимилација. Во училиште да се учи дека македонски јазик историја воопшто нема така